Добро вечер и добре дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој и ваш гостин е Љупче Пренчов, но овој пат ќе зборува од позицијата шеф на Централен изборен штаб на политичката партија ГРОМ. Добро вечер. Добро вечер, добро на поканата. Се надзира крајот на двегодишната политичка криза која што имаше Република Македонија. Се поизвестно е дека на 11 декември ќе ни се случат превремени парламентарни избори. Во таа насока беше и посетата на еврокомесарот Хан. Добро, Република Македонија, јас често пати тоа го кажувам, во последните 2 години ја преживува најголемата политичка криза од своето осамостување до сега. Сметам дека изминативе 2 години имаше обид да се делегитимира војата на македонскиот народ. Имаше обид да се делегитимираат сите институции во Република Македонија, да се оцрнат, да се прикажат како неуспешни, како корумпирани, а пак оние функционери кои што ги раководат истите институции, да се прикажат како луѓе кои што единствено ги интересира криминалот, раководејќи ги тие институции. Кажав дека тоа беше обид кој што за среќа на македонскиот народ до сега се покажува како неуспешен обид и практично како една прочитана приказна која што беше многу прозирна, бидејќи граѓаните на Република Македонија во 90-тите години и денес ја немаат истата политичка култура, ги немаат истите информации, че прво немаше интернет портали, немаше повеќе медиуми, немаше повеќе дебати и сега точно знаат што се случува на Република Македонија, точно знаат дека ова е едно сценарио напишано не во Република Македонија, туку подпомогнато од определени структури во Република Македонија. Затоа според мене тој обид за сега е неуспешен. Во Република Македонија во последниве 2 години се отворија многу прашања. Сите прашања кои што се отворија се покажа како невистинити и како такви се затворија. Јас ќе ве потсетам дека во Република Македонија се започна со тоа дека во Република Македонија се украдени 150.000 гласови. Сега со тоа веќе никој не зборува. Тоа беше иницијалната каписла за отпочнување на оваа политичка криза. Кога видува дека тоа не е така и дека тоа е лесно проверлив податок, тогаш се отвори прашањето за фантоми во избирачкиот список. Не се признаваше избирачкиот список. Имавме 530.000 фантоми, 360.000 фантоми, за да дојдеме до бројка на 18.000 луѓе, кои што мислам дека ќе паднат уште 20 дена пред затворање на избирачкиот список. Тоа се претежно луѓе од 6-та изборна единица, тоа е делот на Тетово, Гостивар. Тоа се луѓе кои што од разни причини излегли од Република Македонија, ки пријател, роднина, не се вратиле назад, не земаат плата во Република Македонија, не одат на лекар во Република Македонија, нивните дечиња не учат во Република Македонија и тоа се тие практично иселени луѓе. Се зборуваше дека се гласало со лични карти на повеќе адреси и тоа се покажа како невистино. Се отворија и други прашања кои што се многу важни, прашањата за медиумите. Сега ќе имаме прилика да ги поразговараме и тоа. Така што сите прашања кои што се отворија, се затворија, во меѓувреме се потрошија многу пари за тие да се држат актуелни во политичкиот живот во Република Македонија. Имаше многу спинови околу тие прашања, но она што е добро, како што кажавте и вие, 2 години поминуваат и полека, но сигурно граѓаните на Република Македонија имаат една подчиста слика за тоа што се случуваше на Република Македонија 2 години. На кого му беше потребно се тоа што се случува на Македонија? Зошто ова негативна појава во време кога и економската состојба почна да се подобрува, имавме инвестиции, се отвараа работни места? На кого му пречеше тоа? Очигледно има и такви луѓе кои што не посекуваат добро на Република Македонија, но тоа според мене е легитимно затоа што секој субјект, секоја држава, политичка партија, независност има своји интереси. Она што е важно е што македонскиот народ и луѓето кои што го водат македонскиот народ си имаат своји интереси, а тоа е Република Македонија да продолжи да се развива како држава која што е безбедна, која што е политички стабилна и која што има светла економска иднина. Со поседата на господинот Хан, тој уште пред да дојде имаше она што популарно се вели твитнуваше дека е среќен што Република Македонија има услови за одржување на парламентарни избори на 11 декември. Тоа го потврдија сите политички чинители, така што
очекувам на 11 декември да имаме еден преокрет во оваа политичка криза и очекувам дека потоа се надевам дека ќе имаме една постабилна политичка состојба и ќе имаме еден поголем економски просперитет, бидејќи вие колку да сте држава во која што доаѓаат фабрики, се отвараат по неколку фабрики во еден месец, тоа е незапамтено во Република Македонија, уште од претходниот систем, од поранешната држава. Тоа е добро, но сепак Македонија е мала држава, да не забораваме дека имаме 2 милиони жители и дека поголемите политички потреси, како што е оваа сега, овие 2 години, и плюс ако се толку долги како што е оваа, мора да имаат и негативен импакт врз економскиот развој. Така што ние како политичка партија се припремаме веќе подолго време, ние бевме спредни за изборите на 24 април и на 5 јуни, сега на 11 декември се надеваме дека ќе имаме едно окончување, една појасна слика за тоа што ќе се случува со Република Македонија во еднина. Како политичка партија јасно и гласно го кажавте своето мислење за специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, сега ме прашувам како шеф на Централниот изборен штаб, што може специјалното јавно обвинителство и што се очекува специјалното јавно обвинителство да направи во полза на спротивните страни? Не би сакал да ги гледаме работите у една страна, друга страна, значи Сепак во имате Република противник Македонија на политичката сцена. Во Република Македонија да не заборавиме дека политичките бомби на СДСМ, кои што беа криминално стекнати, криминално објавувани, и при тоа никој не одговараше за тоа, почнаа некаде во средината на февруар. Имаше бомби на 5 дена, на 3 дена, таму како ги правеа. Ние веќе на 2 јуни, после 2,5 месеци, уште траја тие бомби, го прогласивме за Марко Зврдевски и Државното јавно обвинителство дека се неспособни. Дека нема ниту една истрага и формиравме специјално јавно обвинителство. Тоа имаше рок на трајање 1,5 година. Значи, тие очекуваа дека таму кој знае што има во тие разговори, кој знае какви криминали има во тие разговори. И ние неколку пати прашуваме на пресконференција, и председателот Стефче Јакимовски имаше пред неколку пресконференции, јас имав една или две, по која што јасно и гласно прашуваме. Имаше обвинувања дека од Република Македонија се изнесени 5,5 милиарди евра. Украдени пари. Имаше обвинувања дека е земено 16 милиони долари мито од кинезите. Имаше обвинувања дека е земено мито од страна на израелците. Имаше обвинување дека Космос не е рушен согласно позитивните законски норми во Република Македонија. И тие се случаи кои што Катица Јанева требаше да ги истражи и да се произнесе околу нив. Таа за ниту еден од овие случаи се нема произнесено. Напротив, ние имаме случаи кој му апсуил мајката на Љубе Бошковски додека го апселе. Имаме случаи колку дечиња се возеле во општина Битола. Че јас не велам дека тоа не се случаи. Нека се истражи. Но дали е тоа за кое што го формиравме специјалното јавно обвинителство? Сега имаме и два дали е веќе тоа обвинителни акти. Дали е тоа заради кое што нели беше раководството државно, оно кое што е корумпирано. Ние дојдовме на Владимир Талевски од Битола. Сакам да кажам дека СЈО воопшто не се исполни својата цел. Сакам да кажам дека она што се случува во Република Македонија во контекст на тоа обвинителство е еден театар, една комедија која што граѓаните ги чини 4 милиона евра секоја година. Ние имаме случаи во кои што јавен обвинител доаѓа во собранието на Република Македонија, највисок правни политички институција во Република Македонија, во која што им кажува, јас не ви кажувам каде ги трошам милион евра. Тоа е, ако се навратам на мојата уводна дискусија, дека се трудиме, или некои се трудат, да се делегитимираат институциите на Република Македонија и оние кои што ги раководат. Значи, не можете вие да отидете, некој ви дал буџет 4 милиона евра, треба да дадете отчет каде е тој буџет потрошен и вие да му кажете, не ти давам отчет и не сакам веќе тука да седам, многу прашања ми поставувате, станувате и си одите. Значи, ние кога ја напаѓаме Катица Јанева, не ја напаѓаме лично, ја напаѓаме како специјално обвинителство. Видовме колку е стручна на интервјуто на Македонската радиотелевизија кој што го имаше. Видовме дека на прашањето за пуч кој што е клучно, че граѓаните на оваа држава ги интересира кој прислушувал, зошто е тоа правено, кој го нарачал тоа прислушување и кој го платил истото.
Тоа е првото прашање кое што она требаше да го одговори. Година дена помина, немаме ништо освен ослободителна пресуда за Зоран Верушевски. А при тоа ќе ве потсетам дека има човек кој што е на одлежување на казна затвор, кој што признал дека по налог на Зоран Верушевски тој прислушувал и за тоа му се дадени не знам колку илјади евра кои што му беа најдени дома. Во меѓувреме Зоран Верушевски се брани со молчење, се формира специјално обвинителство и не го ослободувате и потоа во Скопје прави протест. Така и сега специјалното јавно обвинителство од собранието кое што пата ми не го признава, бара изгласување на два нови закона. Да, бара изгласување на продолжување на незиниот мандат, таа оди и бара тој да се продолжи. Ние како политичка партија ќе гласаме против тие два закона, независно дали ќе бидат сега или во некој иден состав. Во собранието на Република Македонија, затоа што околу првиот сметам дека година и пол не е така мал период, бидејќи тие кои што за 2 месеци го обвинуваа Зврлевски дека не го бива, еве им дававме 18 месеци, излегува дека ептен не ги бива или дека нема криминал. И е често се каже. Да се излезе се каже, не, нема мито од кинезите. Не, нема мито од израелците. Точно срушен е Фијат Цановски затоа што 1,5 метар отишол над квотата која што му била дозволена за која што има платено комуналии. И тоа често се каже. Ние, граѓаните Република Македонија, бараат вистината се да слушнат. Не бараат театар, кој што ќе оплаќаат 4 милиона евра. Па моето министерство нема 4 милиона евра буџет годишен. Министерство за локална самоуправа нема 4 милиона евра буџет. Така што јас очекувам да после изборите имаме многу појасна слика, а во поглед на вашето прашање, извинете, вториот дел, да не заборавиме следната работа. А тоа е дека многу пријави има во тимот на Катица Јанева дека определени сведоци се практично присилувани да даваат изјави кои што не осликуваат фактичката состојба. И сега ве молам да поддржиме како политичка партија таков закон. Тоа би значило како пред 80 години одите вие на суд, двајца сведоци, не знаете кои сте, и го судуваат во затвор. Не сме ние таква држава, Република Македонија сепак е демократска држава, парламентарна демократија, има закони кои се усогласени со законите на Европска унија и ние како политичка партија од многу причини, дел сега ги елаборирав, дел ќе ги зборуваме и на пресконференција и во собранието на Република Македонија, немаме намера да ги поддржиме тие два закони, исто така како што сме единствената политичка партија која што не го поддржува договорот од Пржино, бидејќи и тогаш и сега мислевме. И јас и пред 2 години кога гостував прв пат во вашата емисија, кажав дека тоа ќе се претвори во една голема измама и дека еве таа измама се случува. 2 години ние се отвараме прашања, ги затвараме, се покажува дека се невистини и едноставно немаше потреба ова да се случува на Република Македонија, немаше потреба 2 години да изгубиме, а при тоа се вратиме 5 години назад и економски и политички и во секој поглед, само заради задоволување на определени хирови, према определени уцени кон општеството на поединци или политички партии за лични или теснопартиски интереси. Кога сме веќе кај изборите, да напоменеме дека веќе во понеделник возможно е распуштање на собранието и на парламентот. Кои се вашите очекувања еве на 2 дена претходно? Кои се вашите сознанија што би се случувало во понеделник? Па добро, Собранието на Република Македонија сакам во интерес на гледачите да знаат дека на сите претходни парламентарни избори, предвремени парламентарни избори, се распуштало 46-тиот, односно 47-тиот ден пред одржување на изборите. Што тоа може да оди и повеќе од понеделник, но поголемите политички партии во собранието одлучиле да понеделник да има распуштање на собранието. Видовте сега сама бара по секоја цена да се распушти, односно не да се распушти по секоја цена, да нема буџет државата за наредната година, што е навистина... Добро ги познавате работите. Што всушност за една држава би значила една таква состојба? Значи дека државата ќе има поголеми или помали потешкоти во исплата на плати, пензии, субвенции, придонеси и на администрација, на школство, на судство, на здравство. Не може да има капитални објекти, исплати на пари за патишта, автопатишта, регионални патишта, железници, енергетски објекти и така натаму. Тоа е еден голем проблем, тоа временно финансирање. Ама тука имате и друга работа, која што често пати се заборава, се каже намерно од страна на СДСМ, затоа што и временото финансирање не би било толку многу страшно, еве ќе се согласам, ама ние имаме избори во мај.
Не можеме да имаме временно финансирање од 10 месеци, на пример, или од 8 месеци. Значи, доколку имаме 11 декември парламентарни избори, тие нема завршено на 12, значи има државна изборна комисија, се пребројува секој глас, тоа си е позакон што трае. Да. Потоа имаме вакуум период мал и почнуваат законите кои што се пак повторно предизборни за локалните избори. И е многу неодговорно да сопствената држава и сопствените граѓани ги доведете во таква ситуација затоа што така вас ви кефнало, државата нема буџет. Ние нема да дојдеме на власт, ние ќе ги изгубиме изборите. Може би ги сметат гледаме на тој анкетите, начин... ги гледаме анкетите, еве се барем буџет да немате. Сметат ли на тој начин, така може би се да само смета на тој начин дека ќе има подобра стартна позиција за локалните избори? Не знам што смета СДСМ, тоа треба да пишете СДСМ, гледајќи го оно што се случува во Република Македонија, нивната стартна позиција одамна е далеку назад. Последните анкети покажуваат водство на ВМРО ДПМН пред СДСМ. Колку вие како шеф на Централен изборен штаб се подпирате на токму тие бројки кои што произлегуваат од анкетите? Па, апсолутно се подпирам, затоа што в 21. век општествените науки има достигнато екзактноста на природните науки и кога вие правите анкета, тоа е сложен процес, тоа е цела наука, тоа е стратификуван примерок во кој што е запазен полот, возраста, етничка и образовна структура, град, село и така натаму, така што шансите за грешка во една анкета порано беа плюс минус 3%, а денес со новите методи се измеѓу 1 и 1,2%. Така што анкетите се тие се целосно вистинити. Впрочем, ги дискутираме анкетите, да не заборавиме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од 2005 година до 2016 година по ниту една анкета никогаш не воделе, така што не гледам како би победили избори. Кога станува збор за водење на политичка кампања, иако се уште не сме влезени во тој предизборен период, СДСМ како да игра на картата на двојазичност? Овака, ставот на ГРОМ како политичка партија е тоа дека ние знаеме дека во јавноста барем Зоран Заев, народски кажано, е познат како човек кој што како да каснал нога од кокошка, па често пати знае да ни го соопшти во негов занес, така кога зборува, знае да ни го соопшти тоа што би требало да се случи во Република Македонија, односно тоа што се планира да се случи. Ние се плашиме дека се планира да оваа меѓупартиска политичка криза после изборите се преточи во меѓуетничка криза и меѓуетнички тензии. Сметам дека главната цел на тоа сценарио е сериозно ослабување на водечкиот македонски блок на сметка на повеќето албански блокови, а крајната цел, за жал, би можела да биде промена на уставот на Република Македонија и редефинирање на државата во сите сегменти од нејзиното општествено делување и живење. Видете, ние сме граѓанска партија и немаме против да имате вие членови албанци, роми, турци, власи во својата партија. Дали во вашата партија имате? Во ГРОМ, ние самото формирање имаме попредседател на партија, тоа е млада албанка, која што е професор. И никогаш не сме ги гледали работи дека не треба да членуваат македонци во албански партии или па албанци во македонски партии, тоа е сосема легитимно. Тука не се работи за тоа, тука се работи за гола политика, човекот сака да биде носител листа во изборна единица број 6. И тоа не е толку многу страшно, колку што е страшно да вие поставите табла во општина Чаир, која што е двојазична, имате програма која што е двојазична, па потоа на призок од членството која што тоа не ви го прифаќа, таа табла ја вадите, па по една недела се координирате, па правите компромис, па таа табла повторно ја ставате, што навистина е смешно за една сериозна политичка партија, сепак сега само најголемата опозициона партија, и едноставно не можам да препознам определени чекори кои што не се ни карактеристични за партии со по 2-3 членови, не па за таква голема политичка партија. Скоро и многу јасно и евидентно е дека како политичка партија одите во коалиција на овие избори со ВМРО ДПМН. Може ли малку да ни откриете дел од вашата изборна програма? Што е она со кое што вие ќе го побарате гласот од граѓаните? Добро. ГРОМ како политичка партија е формирана пред 3 години. Самото ние, наше
формирање како политичка партија, имавме политичка платформа во која што ги исцртавме нашите основни постулати за тоа што како ќе се залагаме ние како Република Македонија ќе правиме да биде едно напредно граѓанско општество. Потоа имавме парламентарни избори во 2014 година, каде што имавме една сеопфатна програма. Издвоам неколку, например, стагмата од Скопје до секаде и од секаде до Скопје за час и половина. Тоа гледаме дека во владата на Република Македонија таму се случува со градењето на патиштата. Дере сме во Велес, например, Велес до Штип имате нов пат, од Велес до Скопје имате нов асфалт, значи тоа е практично исто како да имате и нов автопат, бидејќи претходно беше во недобра состојба. Се прават и помалите патчиња помеѓу се, така што тоа е многу важно и за економијата во државата и ние како политичка партија кои се залагавме за тоа. Понатаму во делот на енергетиката имавме многу добри проекти кои што ги цело време ги презентираме. Тоа е Македонија да биде енергетски понезависна држава, што е многу важно. Ние не можеме вака важни работи ги разговараме во општество, бидејќи цело време сме окупирани со дневната политика, што ќе се случи денес, што утре, што ќе се спинува и така натаму, така што имаме концепт како треба да функционира државна изборна комисија која што е нас автентични со така. Гром во континуитет има автентични политички ставови кои што ги соопштуваме често пати во јавноста, имаме чести пресконференции, ние како раководство сме секогаш присутни на било која дебата, дали се работи за телевизија која што важи за оваква или за онаква, секогаш сме спремни да ги спротивставиме аргументите, бидејќи напорно работиме не само со членството организацијски, туку и во политичкиот дел да даваме што е можно поголема политичка понуда према граѓаните и затоа гром е единствената политичка партија и на сите анкети досега која што покрај 4 поголеми политички партии се јавува на анкетите со 1,3-1,5%, а Стефче Акимовски е единствениот кој што има и поголем рейтинг од тоа 2,4-2,3, што ако земете вие сублимат на 2 милиони луѓе, сепак се секогаш на 35 до 45.000 гласови. Ги спомнавте медиумите, спомнавте дека често сте гости. Каква не е состојбата во македонскиот етер? Имаме и да сега покрај агенцијата и адхок тело, меѓутоа дали е токму тоа што се очекуваше и што треба да биде? Јас спомнав дека медиумите се еден дел кој што беше отворен и за жал тој што се покажа не само како неточен, туку и сонесе во еден крив правец, како што се вели популарно. Тука излезе лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз, кој што велеа дека имаме партизирани медиуми, нарачани прилози, не знам какви новинари имаме, значи се не чинеше во медиумите. А што било болката? Сега тие требало да бидат независни, професионални. На крај да добиеме решение во кое што СДСМ како политичка партија ќе предложи главен и одговорен уредник на информативната програма на Македонска радиотелевизија. Тоа е едниот дел од решението. Вториот дел од решението е да политичките партии си предлагаат членови во адхок тело кое што ќе казнува телевизии, радија, весници и така натаму. Порталите намерно беа оставени без контрола. Така што она што јас често пати го зборувам и ние како политичка партија е тоа што не можете вие да правите закон за медиуми, да регулирате медиуми, а при тоа 5 најголеми телевизии во Република Македонија се незадоволни. Не можете вие да правите законско решение и да се седите само вие политичари, а при тоа ниту еден медиум, ниту еден уредник на вести, ниту едно новинарско здружение да не го поканите. И сега многу е некоректно да ние политичарите и ви правиме вас, новинарите, како треба вие да работите. Јас сам пример се сметам дека сите новинари се постручни од мене, бидејќи тоа го работат. Јас гледам телевизија, пратам портали, пратам медиуми, но тоа не е дел од мојата професионална работа. Така што тоа требаше да го ставиме на здруженијата. Можеби требаше ние како политички партии да ги викнеме, да има јавни дебати, да направиме компромис. Овака, со договорот од Пржина, кој што ние, уште една причина зашто не го поддржувавме, сметаме дека не е во ред. Видете, Република Македонија со овие решавање на проблеми во странски амбасади, со странци, направи голем преседан и се плашам дека тој може да се повторува. Проблемите Република Македонија треба и мора да се ги решава во рамки на институциите, во рамки на собранието на Република Македонија. Во собранието на Република Македонија имате и од ДУИ и од ДПА, и од ВМРО и од СДСМ, но таму имате и од гром пратеници. Таму имате пратеници од партијата
на Пепич од партијата на Србите, имате Независни имате ромски пратеници, имате независни пратеници, имате пратеници од повеќе албански политички партии. Значи, и што е најважно, граѓаните го гледаат тоа што се случува. Не можете вие да се затворате како лидери на поголеми политички партии и да кроите судбината на 2 милиона луѓе. Ние цело време зборувавме против таквиот начин на функционирање и се ова што се договори и сите прашања кои се отворија и се затворија се покажа како една голема измама и враќање 2 години назад за граѓаните на Република Македонија. Господин Пречнов, го препознаваат ли сето ова граѓаните? Често сте на терен, самите кажавте, имате постојан контакт со гласачите. Кој е нивниот став? Ако ме прашувате за ставот околу пржино и тоа како треба да се решаваат проблемите, да, За го препознаваат, бидејќи често пати луѓе кои што не се членови на нашата политичка партија ни приоаѓаат и не поздравуваат за нашите заложби за решавање на проблемите во рамки на институциите на Република Македонија. Дел од тие потоа стануваат членови, дел не. Дел кажуваат јас сум член на друга политичка партија, но ова што го зборувате е на место и затоа не случајно Гром е единствената политичка партија од помалите, условно кажано, која што се појавува континуирано на редник листите на агенциите. Значи изборите ќе ни се случат на 11 декември. Сите релевантни институции работат нели во таа насока. Кои се вашите информации, каква е состојбата во Државната изборна комисија? Сега ќе го имаме оној последниот филтер или на прочистувањето на избирачкиот список? Добро, тоа е уште една манипулација. Јас малку говорев околу таа тема. Сега таму имаме повторно од политичките партии членови. Се политизиравме во Република Македонија. Отпочнавме дека се украдени избори, дека се е партизирано и дека треба да се ослободиме од тие стеги и сега се враќаме со заклучоци, се е партизирано. Медиумите, еве и ДИК. Сите политички партии од поголемите имаат своји представници и тројца експерти, мислам дека беа, кои што се поддржани од 4 поголеми политички партии плюс меѓународната заедница. Избирачкиот список го подпиша и СДСМ, и ВМРО, и ДУ, и ДПА, и независните, и со тоа СДСМ и незините коалициони партнери си подпишаа дека сите избори до сега во Република Македонија ги признаваат за веродостојни. Значи не постојат 150 гласови украдени, не постојат фантоми, подпишаа дека избирачкиот список е ист. Од информации кои што ги имам од Државна изборна комисија е тоа дека тие што имаат 18 години се ставени, лица починати и селени се тренати од избирачкиот список. Овие кои што се 19.000 луѓе кои што не се присутни во Република Македонија, најверојатно ќе бидат избришани и тоа е. Како политичка партија Гром ќе се залага после овие или локалните избори да донесеме закон во кој што членови на Државна изборна комисија ќе бидат судии кои што ќе се избираат по случаен избор. При тоа, тие ќе треба да одговараат со својот дигнитет и авторитет и стручност, плюс со својот имот. Бидејќи сметаме дека граѓаните на Република Македонија не заслужуваат да плаќаат по огромни плати, таму имате по 2-3 илјади евра плата, значи да плаќаат толку многу скапи службеници и при тоа ние секогаш да имаме наводно нечист избирачки список и да имаме собнежи од една или од друга страна. Сметаме дека со тоа решение Државна изборна комисија како помошен орган, а не како главен, бидејќи ние го правиме дека тоа главен орган, ќе ги затвориме сите шпекулации кои што се случуваат таму и како што кажав, сметаме дека граѓаните на Република Македонија не заслужуваат од парите кои што ги делуваат за даноци да имаме така несериозни институции. Колку повеќе политички партии учесници на изборите, толку поголем ќе биде изборот кој што ќе го имаат гласачите. Се надзира формирање на третиот блок. Како политиколог сега ве прашувам, кое е вашето мислење? Колку овој трет блок би бил сериозен политички, би можел да ги замрси нели оние ваши што ги имате прогнози околу изборот на пратениците? Добро, од тоа што го знам јас, се уште не е формиран тој трет блок, се зборува за негово формирање, независно. Таму ќе бидат председателот на Демократскиот сојуз господин Павле Трајанов, таму ќе биде Јове Кеновски професорот и Стојан Ангелов. Мислам дека имаше повики према Народна партија на Ивчо Георгиевски, таа се уште нема одлучено. Лиljana Поповски кој со СДСМ во коалиција.
Сметам дека добро е граѓаните на Република Македонија да имаат повеќе политички понуди. Ова се луѓе кои што ги познаваме, сепак господин Павле Трајанов е долго време во македонската политика на оваа или на таа страна. Независно, се надевам дека направат изборна програма и им посакувам се најдобро на наредните избори. Значи, ние како политичка партија се формиравме пред 3 години со цел да збогатиме политичката понуда во Република Македонија и сметам дека секој кој што смета дека има идеја, автентична идеја, дека има визија како Република Македонија е подобра држава, нека даде програма и граѓаните на Република Македонија ќе проценат и ќе ги дадат своите гласови. Многу често граѓаните велеа дека едни исти личности постојано се во политиката или предолго се во политиката. Имате ли некои информации дека можеби еве новие избори ќе има многу нови имиња кои што се непознати и за самите гласачи? Јас можам да кажам за ГРОМ, за Граѓанската опција за Македонија, за другите политички партии не можам да кажам. Она од кое што зависи кариерата на еден политичар, зависи од два фактори. Првиот фактор е поддршката од граѓаните на Република Македонија и вториот фактор е поддршката од раководството на таа политичка партија. Навистина имаме во Република Македонија политичари кои што имаат изгубено, кои што доаѓаат како фронтмени на определена политичка партија, имаат катастрофално изгубено еднаш, два пати, три пати. Тие луѓе не би требало да бидат во политика, бидејќи на политичарите веќе им е краток векот и граѓаните одлучуваат колку време ќе те гледаат на телевизија, а кога треба да си одиш. Но сепак тоа е одлука на самите политички партии, тие прават анализи, прават анкети. Вело дека за емисиите на телевизија или за гостувањето на телевизија првите 30 на минути се оние минути кои што со најголема концентрација се следени. Чинам дека ние тука сме некаде на 30-та минута, па за да не бидеме можеби недоволно интересни за нашите гледачи, јас би ви заблагодарила што бевте гости во ова отворено за и се надевам дека до изборниот момент ќе имаме уште барем еднаш можност да ве слушнеме, тогаш многу повеќе ќе зборуваме за изборната програма на вашата политичка партија со која што ќе настапите нови избори. Благодарам на поканата, за задоволство. Прифатам наредна. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова отворено за 7 дена од ова исто студио. Повторно имаме нов гостин. До тогаш останете во добро здравје. Пријатно.